Спонзорот Цермат ви представува. Изложба на фотографии таму на мостот. Шекспир во панк приказна преку представата Сон на летната ноќ. Кастинг за ревијата Макетра е пресретнува Лилу. Перформанс Моја инспирација, техники на народно везење. Во рамките на Битфест се одржа изложбата на фотографии насловена Таму на мостот во организација на фотоклубот Стеван Наумов Стив од Битола. Овој клуб годинава одбележува 64 години од првата фототехничка секција формирана во рамките на Народна техника и 35 години од формирањето на клубот. Денешната изложба е клубска изложба на фотоклубот Стеван Наумов Стив, кој што се ова година фотоклубот слави еден редок јубилеј. Тоа е 64 години од формирањето на првата фототехничка секција во Народна техника Битола и 35 години од формирањето на фотоклубот како правно лице со името Стеван Наумов Стив. Денеска битолчани имаат можност да погледнат 12 членови, автори на фотографии. Фотографиите кои што се тука изложени на членовите, значи се наградувани на меѓународни изложби и битолчани за прв пат ќе ги видат. На изложбата своји фотографии представија повеќе млади фотографи, членови на клубот, влюбеници во фотографијата. Членувам во овој клуб веќе малку време, но сум многу горда што сум во него. Од фотографија се занимавам доста време, значи почетоците почне од дедо ми, тој ми ја вроди љубовта. Најчесто со него одиме по планини, сликаме природни мотиви, нормално, мислам секоја слика не успева баш најсовршено, но се трудам да види што подобро може. На многу од членовите на клубот фотографирањето им станало животна професија, а со своите фотографии освојувале награди на различни изложби. Клубот континуирано учествува со своји представници на изложби, работилници и семинари. На предпоследната вечер од Битола Шекспир фестивал на главната сцена пред полна сала, ансамблот на Прилепскиот театар Војдан Чернодрински премиерно ја одигра представата Сон на летната ноќ во режија на Нела Витошевиќ. На режисерката овој беше прво, но доста успешно режисерско искуство со делотворештвото на Вилијам Шекспир. Представата зборува за еден лажен морал, етаблиран во едно лажно општество, прикажан преку дуализмот на човечката природа, преку двата контрапункта, разумот и чувствата. Па види вака, ја доаѓам од една друга генерација, кај што едноставно малце сум растена на друга музика, на едни така други филмови и така натака. И едноставно не знам, природен е начинот да го прочитам и да го протолкувам Шекспир поинако. Она што е класично е нешто кое што би го работела, да речеме, у Национален театар. Не знам ни дали би го работело, пошто мене по принцип ме привлекува повеќе она авангардна страна на театарот, повеќе сум приврзаник на новиот германски театар. И сите мои принципи и начала на режија се базираат практично на тој некој нов германски театар. Така да, ова е нешто што беше најблиско до мене, да речеме, некоја агресија што ја чувствував и што ја носев во периодот, мислам дека токму во представата успеав да ја артикулирам. На сцената видовме успешно изведена сценографија на Константин Трпеновски со панк костими на Розе Трајческа, со добар избор на музика на дел, од кој автор е Јогнен Атанасовски. Настапи актерите од Прилепскиот театар Даниела Ивановска, Игор Ивановски, Игор Трпчевски, Марија Илиевска, Катерина Чакмаковска, Зоран Ивановски, Димитар Ѓоргиевски, Илија Велчевски, Јасмина Станковска, Александар Тодески, Ирена Мирчевска, Михајло Михајловски, а од Драмски театар од Скопје гостуваше Игор Ангелов. Па секогаш предизвикот да се игра во било која приказна во театар е голем, особено ако тоа се работи за еден класичен текст кој секако во ова изведба не беше класична, беше така современа и панкерска. Нас не е исто драго што прв пат пред туѓа публика се појавуваме, се надеваме дека домашната публика ќе не прифати подобро. Овдека супер си поминавме, се надевам дека сите представи биле добри, баш ми е жал што не успеав да видам ни една.
може би наредното третото издание на Шекспир фестивал ќе имате можност секако да погледнете и повеќе представи, меѓутоа разбираме дека секако беа пробите во меѓувреме, секако да се припреми нешто вакво е доста напорна работа. Колку на ваков начин можеме повеќе да се доближиме, тоест вие, кон помладата публика? Па, ние не работевме представата за специфична публика. Со оглед на околностите, веројатно представата ќе биде плюс 16, но за нас секојаш театарот е краен предизвик, ние ги вложуваме сите сили, сите страсти, чувства и емоции и се надевам дека не е залудно, дека има некој од другата страна кој навистина знае да го препознае трудот, да ја препознае идејата и мотивот за кој го правиме сето ова. Представата има панкерски дух, младешка енергија и не е комедија која ја слави љубовта, туку е трагичен џумбус. Во Прилеп, премиерата на Сон на летната ноќ ќе се одигра во септември. Викендов се одржа кастинг за модели за модната ревија насловена Макетра е пресретнува Лилу, составен дел од годинешната балканска колонија на ракотворци. Изборот го правеше тим од модниот, уметничкиот и филмскиот свет, присутни во моментов во Битола, предводени од Марија Трајковска, Мујомбано, етаблиран музички менаџер, моден креатор и културен проектен менаџер од Берлин, Германија. Јас сум од Берлин и сакам да ги сколупам друштвата Берлин Миц Битола ни е проектот и сакаме модната креација да ја смешаме со Јелена Станаревиќ и со мене, така да мислам дека ќе биде добро малце културата да ја раздрмаме во Битола. И ќе се случи, дојдете на 6, ќе видите каква ќе биде креацијата. Диџеј ќе ни биде Сонја Исмаил, ќе има уште изложби од слики дигитални од Сашка Митевска и тој и Лили Кандинска исто ќе настапува и со незината Лебранд колекција и тоа. Што се случува денес? Денес се случува, ќе има модел кастинг, бараме манекенки, ни требаат уште 15 да не знам колку, ќе видиме, ќе избериме. Ревијата ќе биде одржана на 6 август во рамките на Балканската колонија на ракотворци, која ќе се одржува до 9 август во дворот на Домот на Арама. Второто издание на оваа колонија ќе биде спој на фолклорот и градското во ракотворбите, традиционалното и модерното и патокас кон можностите што ги отвара модната индустрија за ракотворците. Два свозвучни збора. Едната буди темница. Во рамките на Битфест се одржа перформансот Моја инспирација, везиме, поезија, мезиме трашец, орано лозено, полнеш. Перформансот имаше за цел да реактуализира вештини од народната традиција во изработката на носијата, која денес има статус на традиционално културно богатство од особено значење. Со овој перформанс се покажа пренесувањето на везењето од постари жени кон девојчиња и девојки, беше представена жената како чувар на традицијата. Имаше читање на поезија во избор на Билјана Талеска Димко, млада битолска поетеса, добро позната на битолската јавност. Перформансот се изведуваше во пациото на музеот, учествуваа ракотворки од Сдруженијето на ракотворци македонски ракотворби во покажувањето народни техники на везење.